Здраво водоли, добро дојдовте. Јајде да видиме што ве очекува во декември. Не сакам да се повторувам, меѓутоа морам да ве потсетам. Внимавајте, не се што ќе чуете овде ќе биде за вас, не се што ќе чуете ќе го доживеете сите водоли истото или во ист временски период. Затоа препознајте си ја вашата порака или пак очекувајте нештата да се одложат за некој од вас. Можеби подоцна ќе ги доживеете не во декември. Сепак ќе се фокусираме на декември, периодот кој следи и сакаме да знаеме што да очекуваме. Пред да започнеме, доколку ви се допаѓа сето ова, претплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, станете на некој начин дел од сето ова. Тоа навистина многу ни значи. Сега да видиме што да очекуваат водолите во декември. Некои водоли толку многу се фокусирани на некоја работа што друго ништо не гледаат. Сега за што станува збор? Станува збор за некоја можност која се отворила пред вас и сакате вие да ја зграбите оваа можност или пак конечно сте ја дочекале шансата за нешто вие да направите. Ова нешто одамна сакавте да го направите, толку многу ви е важно и значајно и конечно шансата е дојдена и сега ќе се посветите максимално да го остварите сите ова. Ќе бидете фокусирани максимално. Сите сетила, сите активности, сето внимание, сета посветеност е само на ова нешто и оваа работа. Вие знаете зашто се работи, во кое поле ќе се однесете оваа порака, меѓутоа може да станува збор за се, за љубовта, за кариерата, за домот, семејството. Некој од вас сакате ова да го направите за другите луѓе. Некој од вас сакате за некој друг. Сакате да остварите нешто, да завршите некоја голема работа за другите да бидат среќни и успешни. Со тоа и вие би биле среќни и успешни. Некој од вас пак сакате да постигнете нешто, да освоите нешто, да добиете некаков успех и некаква победа и затоа го правите ова. А некој од вас пак сакате само да го одржите нивото до сегашно нешто, во нешто сте успешни вие, ова добро ви одело и сте постигнале, да речеме, голем успех, но сега ви се отворила можност да го одржите и да го зациментирате овој успех. И таа можност сега сакате да искористите. Кажа, премногу сте фокусирани. Не гледате ништо настрана и многу работи со тоа изоставате. Некои, ако ја вработате и кариерата, го изоставате семејството, домот. За некој од вас, ако се работи за тоа да направите нешто за некои други, се запоставувате себе си, не внимавате дали колку одмарате, дали сте се измориле, едноставно сте фокусирани на ова. Некој од вас пак ако се работи за нешто во љубовта, сакате за некого нешто да направите, некого друг да усреќите, вие сте се запоставиле себе си, не внимавате на себе си, можеби и на изгледот. И да, периодов ќе доживеете некакви успеси, некаква среќа, ќе почувствувате дека ви се исполниле желбите и ќе се почувствувате среќни. Сега, оние што се вклучени во сето ова, кои го посматраат нешто или оние за кого го правите ова, зависи за што се работи, повторно ќе кажам, на крајот од нештово, може би нема да бидат на иста страна како што сте ви. Зошто? Затоа што може би некој друг не ги гледа работите како вас. Некој друг повеќе ги забележува работите што не ги правите, отколку што ги правите. Како да ви го објаснам тоа? Например, ако се работи во кариерата, во работата, таму каде што работите, вие се обидувате да постигнете, значи ова е само еден пример, некаква метафора. Се обидувате да постигнете некаков, да створите, да направите, да креирате некаков совршен производ. И што правите, имате неколку обиди и тие што мислите дека не се совршен производ, ги отфрлате на страна и се фокусирате повторно на нов, се додека не стигнете до совршениот производ. Но со тоа правите вие трошоци,
расходи имате и оние што го посматраат тоа не го гледаат финалниот производ, совршениот финален производ, туку ги гледаат трошоците што сте ги направиле. Тоа е само еден пример. Или пак во љубовта, ако другиот за кого го правите ова, другиот кој е вклучен во ова, кој го гледа нештово, не го гледа она што веќе го добиете, остварите, направите, туку повеќе се фокусира на она колку вие се запоставувате себе си. Може би изгледот, може би односот, може би емотивната состојба периодов. Повеќе се фокусираат на другите нешта отколку вие. Значи, сакам да кажам, другите нема да го гледаат нешто, да го доживуваат онака како што вие го доживувате. Кажав, вашата прекумерна фокусираност прави да испуштите многу нешта кои подоцна на другите ќе им станат повеќе важни отколку успехот и она што сте го постигнали. И вие се надевате, ќе се надевате дека сите други исто ќе ги гледаат нештата, меѓутоа морам да ви кажам да очекувате дека некои нема сега како нема да ги гледаат, па некои можеби нема да ви изразат доволно благодарност за она што сте го направили. Можеби нечија победа на крајот од сето ова ќе биде некомплетна, нецелосна. Да, ќе го освоите нештото, меѓутоа нема да го доживеете како победа, затоа што на другите нема толку многу да им значи. Може би за некој од вас пак се работи нештата кои ги испуштате, другите да ги искористат против вас и победата да си ја препишат себе си. Некои пак да влезат во конфликт со вас затоа што не внимававте на себе си, бевте преоптеретени со таа некоја цел и идеја и ќе ве конфронтираат, ќе треба да се објаснувате. Тоа се само конфликти, компликации. Како и да е, значи пораката за вас е. Правете што ќе правите, тоа е сето убаво, но внимавајте на тоа колку многу се фокусирате и што испуштате позади вас, што изоставате позади вас. Други некои водолии премногу надеж полагате на некој човек, на некоја личност, на некоја ситуација со некоја личност, толку многу ве исполнува, толку ве прави среќни, задоволни, но периодов ќе се случат некои работи каде што можеби ќе има некакви недоразбирања и тоа малку ќе ви намали радоста, среќата, меѓутоа не треба воопшто да се вознемирувате, да се возбудувате, се ќе си биде добра. Само ова се некои привремени недоразбирања кои ќе донесат да вие помислите дека нештата веќе не се како што биле толку убави, толку радосни, толку среќни. Некои други водолии пак, некој кој е над вас, некој кој е помоќен, ве посматра, може ова да го инкорпорираме во делот од кариерата, да речеме таму каде што работите, некој внимава на вас, ве посматра и гледа дека сте вие идеалната опција како идеалниот човек, идеалниот работник како би завршиле некоја многу голема работа и очекувајте во декември дека вам ќе ви биде дадена можноста да го сработите нештото или вам ќе ви биде дадена обврската. Меѓутоа ова е сето добро, овде вие можете да си ги покажете вештините, способностите, знаењата подоцна, нели, секако дека ќе следат успеси. Значи во декември само очекувајте дека некој од претпоставените ќе го препознае во вас квалитетот, талентот и ќе ви даде некаква обврска. Сега, некои други од вас пак, вие имате некое чувство дека нештата ви се далеку од дофат. Значи, далеку од дофат, што може тоа да значи? Може се да значи, може би некаква ситуација ви е далеку од дофат, некој човек ви е далеку од дофат, некаква емоција ви е далеку од дофат. Тука е, знаете дека тука, меѓутоа во периодов не е блиску до вас, не може да ја почувствувате, не може да ја допрете. Далеку ви се нештата од дофат. И со самото тоа,
вие фокусирани на тоа нешто, дека вие далеку од дофатот, ќе почнете да се сомневате во убавината и големината на ова. Може би во меѓувреме ќе добивате помешани сигнали. Некогаш ќе мислите, па добро, ова е патот, да, кој треба да се оди, ова е, ако треба да се чека, ако треба нешто да се прави, меѓутоа ова е тоа. А понекогаш ќе добивате, кажав, помешани сигнали, па ќе помислите дали е ова тоа што мене ми треба, дали ова правилно е тоа што треба јас да го правам, дали треба воопшто да чекам или не. Но не грижете се, тоа е само краткотрајна некоја енергија кон крајот на декември. Околу нова година можеби ќе добиете некакви информации, ќе се случи некаква промена во ситуацијата, каде што веќе работите ќе бидат појасни и вие многу добро ќе знаете што треба да правите и како да се однесувате од тука натаму. И тоа би било тоа за сега. Јас се надевам ќе најдете нешто што ќе ви значи, ќе ви биде од корист и до следното. Чао, чао.